Пингвини. Од 2020 година, Зоолошката градина Скопје се збогати со нови членови – пингвините. За нив секојдневно се грижи зоонегувателката Маја Дојчиновска. Во моментов имаме 12 пингвини, од кои 4 ни се овогодишни бебиња, а 2 се лански бебиња. Другите се возрастни. 2 пара имаме од возрастните пингвини, кои што секоја година или 2 или 4 мали се изведуваат од нив. Тие дојдоа без имиња, иако се пингвини, иако се птици, и тие, како и сите други животни, имаат свој персоналити, така да кажам. Наблюдувајќи го нивниот карактер, ние им дававме потоа имиња. Едниот пар од кој што секоја година нели имаме малецки, се викаат Лила и Џонатан. Џонатан не се сеќавам баш најдобро, Војо му го даде тоа име, а Лила, жена му, ја крстивме Лила затоа што таа ќе си снесеше едно или 2 јајца во гнездото и нешто многу и не се замараше со јајцата, повеќе за јајцата и за бебињата се грижеше Маши Џонатан. Она беше така малце како инфлуенсерка некоја и затоа ја крстивме Лила. Другите 2 пара, од кои што исто имаме нели бебиња секоја година, се викаат Зоки и Ајше. Ајше некако ни дојде најмлада од групата на пингвини и не се надевавме дека многу брзо ќе се оствари нели како мајка. И затоа ја крстивме Ајше. А Зоки некако се совпадна, мислам, тој период со оние нередите што беа во собрание. И баш мислам ден после нередите во собрание, он имаше вајда некоја расправија со другите пингвини тука кај нас. Сабајлето го видовме буквално со дупка крвав на челото и така го крстивме Зоки. Малечките, едниот се вика Тоше, таков карактер имаше, не пее, сите пеат уствари пингвини, ама не беше ради Тоше. Другите се Манго, Киноа. Имаме еден Драчево, малце без манири, кога е во прашање хранењето кога ќе дојде, значи буквално е без манири, преку сите гази, јаде, мљацка, плука, фрла и така да не се навредат колегите од Драчево. Немаме лошо мислење за нив. Јас имам еден миленик, уште од самиот старт, се вика Монти. Монти си го сакам затоа што има посебен карактер. Тој не се тепа како драчевците за храна. Чека да го викнам, да му дадам риба, не јаде секаква риба, јаде риба само ако е смрзната со затворена уста, ако е така малце посплескана, со отворена уста смрзната рибата не ја јаде, ја плука, ме гледа као јас ли ова да јадам. Да. Ако не го хранам, кога е заедно со другите пингвини, се враќа, си оди во своето гнездо и дзирка од таму, чека да го викнам за да дојде и онака ау, ме викна мене, еве идам. Монти е се уште сам. Нешто во последно време излезе дека со Тоше заедно седат во неговото гнездо. Изгледа ки искочи дека е Тошеица. Не сме направиле уште секс тест за нив, не знаеме дали е машко или женско. Имаме уште еден, го завикавме Чоки. Тоа е по бившиот ни директор. Он кога беше директор ги донесовме пингвините. Така, во негова чест, нели, го завикавме Чоки. Сабајле доаѓаме, ги проверуваме, ги гледаме дали се добри, дали се во соба внатре, дали надвор, дали нешто се случило помеѓу нив, нели, пошто знаат иако се пингвини, иако изгледаат така наивно и убаво, знаат да се скараат меѓу себе, знаат да се степаат, знаат да ме клукнат, имаме и дупки и ожици. Ниеден ден не е ист со пингвините. Првите неколку месеци кога ги донесовме, беа исплашени, нормално не познаваа. Веќе со тек на време, веќе трета, четврта година како сме со нив, веќе се повеќе и повеќе се опуштаат, покажуваат љубов, да кажам. Не е тоа љубов, него се опуштени со нас. Љубов можам да кажам, имам само од Монти, од мојот. Се шалам.
Се радуваме многу кога имаме нели прво јајца од пингвините, па едва и чекаме нели да поминат тие 42 дена да се изведат малите. И ако кога ќе ни текне веќе кога ќе пораснат и не е баш толку интересно, затоа што после некои 20 на дена ние треба малце повеќе да се грижиме за малите, пошто не се нели во природа, да им даваме витаминчиња, да ги вадиме, да ги мериме, да ги гледаме како напредуваат, а тоа не е баш интересно. Често знаеме да искочиме од хранење или од проверка на малите или од било што, онака целите испокакани од пингвините. Мирисаме на риба цело време, ние сме навикнати, нас не ни смета тоа. Пингвините јадат морска риба, нели, потекнуваат, живеат во море. Секојдневно во рибата им ставаме витамини кои што се за пингвини и за морски цицачи. Хранењата ни варираат во однос на тоа како се они расположени. Во принцип 2 до 3 пати дневно ги храниме пингвините. Па обично е смешно, например кога ќе ми каже колегата или кога искочи мокар од базен, кога паднал случајно во базенот. Обично тоа се случува во внатрешниот базен, не ме дзиркај Војо. Се случило да ми се јави и да рече леле паднав во внатрешниот базен. Кога доаѓавте наваму, приметивте на сите страни има лаванди, дури овде кај што седиме на терасава, значи има расат од лаванди. Од лаванди никогаш доста, кога се работи за живеалиште на пингвини, затоа што лавандата е позната по тоа што комарците бегаат од лавандата. Комарците се преносители нели на болести кои што знаат да бидат фатални за пингвините, поготово совата кај што ги чуваме пингвините, таа им е отворена за внатре и надвор, меѓутоа се кодат многу комарци. Целата е послана со лаванди, со жбунчиња од лаванди ставаме, секојдневно сечеме од тука и што е многу важно, кога има јајца, кога има гнездо, кога прават пингвините, пошто прават од гранчиња и од трски, од такви работи, ние им даваме сецкана лаванда во мали гранчиња, за да они си направат едно убаво меко гнездо на кое што седи јајцето. Ова беше личната карта на пингвините. Во следната епизода ве запознаваме со фламингата.